Јасно беше дека ќе има напад, но не можеше да се прецизира кој ќе го зададе првиот удар. Домашните експерти проценуваат дека ескалацијата на состојбите на Блискиот Исток биле очекувани. Предвидевме ова ситуација што ќе се случи. Беше јасно дека ќе има напад, дали од страна на Израел прво или од САД прво, и целтата на тоа е менување на режимот во Иран, што смета многу на САД. Големиот индикатор на настаните тие што се случува сега беше повеќе од страната на Турција отколку на страната на Израел и на САД. Бидејќи Турција почна да се спрема за некаков вид откопнена инвазија, и ова беше како за нас индикатор дека ова нема да биде воздушни удари како што се случи лани, туку ќе биде нешто малце посериозно. Апсолутно можеме да кажеме дека беше очекуван. Зошто? Затоа што гледаме дека не само последните месеци и не поради нападот само од минатата година, светот влегува во една нерегулирана фаза и поделба на промена на улогите на светските сили. Овој напад не може да се гледа како изолиран дел, да не се има предвид притисокот за договор и војната во Украина. Понатаму, ако се сеќавате, пред отприлика месец дена притисокот кон Гренланд, што подразбира Арктичкиот круг за безбедност, Тајван и првиот синџир на острови, и всушност во целата оваа равенка Иран е, ако сака вака пластично да го објаснам на гледачите, еден супер Балкан на геополитичко ниво. Состојбата може да ескалира само ако Кина се вклучи во овој конфликт. Ова може да се ескалира во случај ако Кина одлучи да интервенира. И не зборам тука за интервенција како може војна интервенција, туку они имат и опрема, имат и технологија што беше користена во минатите, да кажеме, месец дена, особено со настаните со Starlink сателити во Иран. Ако Кина на било кој начин се вклучи со поддршка на режимот во Иран, тоа би подразбирало чекор поблиску до светска војна. Експертите проценуваат дека конфликтот на Блискиот Исток ќе влијае и врз Македонија. Секој настан што се случи во светот има импликации тука на Македонија. Може луѓе гледат, ама што има врска, ние сме далеко од тоа, ама не, тотално тоа грешно, затоа што првата работа порастата на нафтените деривати, бензин и дизел, и овие работи ние ќе имаме директ тука удар што е сериозен, бидејќи ние зависиме многу на увоз, на импорт. И во тој случај се ќе се поскапи, значи цените на производите, цените на нафтени деривати и тоа. Имаме втор момент, моментот на миграција, значи во моментот кога се случи било каков вид на дестабилизација во Блиски Исток или во Африка или во било кој место, ние сме тука првиот, да кажеме, браник кон Европа. Ескалацијата на Блискиот Исток веќе ги отвора прашањата за глобалната безбедност и економската стабилност. Аналитичарите предупредуваат дека секое продлабочување на судирот меѓу САД и Иран ќе значи нови геополитички тензии. Габриела Лескова, Сител телевизија.